Денес во нашата нова епизода го имаме омилениот диџеј на сите деца, виновникот за сите незаборавни детски родендени и најдобрите забави, диџеј Боно. Здраво и добре дојде во Тинтири вести. Фала ви многу што ме поканивте, многу убава најава, фала ти Бисера, здраво на сите гледачи тука на МРТ, така? Да. Ајде да видиме што сте ми спремили од прашања, се надевам дека ќе одговорам како што треба. Верувам дека сите барем еднаш сте биле на роден ден со диџеј Боно. Кажи ми на колку родендени си бил годинава? Годинава мислам дека од прилика на 150-200 родендени имам отидено и верувам дека од нив барем големиот дел, ако не и сите биле скроз успешни. На секоја забава има различна ситуација, различен тип на деца, па дали е потешко да се справиш со деца што се многу немирни или па спротивното, да разиграш деца што се срамежливи? Потешко е да се справиш со деца што се немирни, бидејќи они мислат дека знаат се, дека не сум ја интересен, дека они наеш големи се, а уствари нема врска, многу се малечки. Мене ми е уствари најтешко со родителите да се разберам, со децата не ми е толку тешко. Која песна моментално најмногу ја бараат? Дали повеќе сакаат македонски, српски или англиски песни? Немам опции во кои они бираат да пуштам јас музика, нема, бидејќи јас знам што треба да им пуштам на таа возраст во која ги занимавам. Сега најчесто бараат да и српски песни бараат и македонски, едно време беше нормално Бела на Пајак најфеворит сонг и таа мораше 2-3 пати да пуштиме на роденденот. Од се по нешто и македонски, и српски и светски техни. Имаме српски песни, овие што се за повозрастните дечиња, односно джуниори, тие натака не ги пуштам на малите дечиња со цел да немаат потреба такво нешто, не сакам да ги учам на такво нешто. Ама има ситуации каде што доаѓаат со спремна плейлиста и ги читам тие песни што не се за нивна возраст и едноставно со консултација на родителите одлучуваме да ги пуштиме, мислам. Они да, па и вие на некој начин треба да ги едуцирате децата, па не може. Да, ја пробувам на секој начин да ги едуцирам децата, ама родителите колку сакаат да му биде едуцирано детето, тоа е нивна чиста задоволство и начин на функционирање. Ако некој дете сака да стане диџеј, дали му е потребно музичко образование за тоа? Полесно ќе му биде доколку има музичко образование заради пратењето на ритм, формата на самата песна, тоналитетот и нормално која песна за која пригода е, односно намена. Не можеш да пуштиш многу брза песна на почетокот, значи мора да ги воведеш. Значи се си има во животот правила и некако вид на како треба да бидат работите, нормално некој може да ги крши, но пак има еден класичен момент на забавата каде што мора да почне полека, да иде во кулминација, па потоа да заврши со така расплет што викам ја на музички форми, шучев по музичко. Да, ама сепак и тоа се учи, се вежба со тек на време. Да, има се на интернет. Денеска е многу неблагодарно да не речеш не знам или не сакам, тоест неблагодарно да кажеш немам како да научам. Има се на интернет, буквално како да станеш диџеј, како да станеш водител, како да снимаш емисија, се чат GPT, се може да ти помогне, така да у добро време живеат децата, каде што може да си остварат се што сакаат од животот. Каква музика сакаш да слушаш во слободно време? Дали дома ја слушаш истата музика што ја пушташ на настап? Не, никако. Јас слушам обично некои нови албуми што ќе излезат на српската сцена и на македонската сцена, ретко гледам англиска сцена што се случува во последно време. Иначе дома многу мало се слушам музика, а кога се возам го гасам и радиото ради тоа што самите уши ми ствараат во толку многу забави и притисок и ми зујат и гледам да ги одморам. Енаку джез и блуз слушам константно кола, друго ништо не пуштам кола. Освен што пушташ музика на забави, знаеш да ги забавуваш децата и со игри. Кажи ми, која игра ти е најинтересна за да ја водиш и поминува најдобро? Мислам дека родители против деца ми е моментално најнова и најинтересна игра, бидејќи децата се многу радосни кога ќе ги видат мама и тато до нив како играат, а родителите се преснени кога ќе го видат тоа како нивните деца играат до нив. И мислам дека таа игра моментално има најомилена на сите, едва чекаме да играме таа игра. А тоа е како кој подобро ќе игра или нешто така? Тоа е како кој највише ќе издржи со највеќе енергија и највеќе движења да игра тие 10 или 15 минути или 5 минути последни во зависност од тоа што ќе ни дозволи времето и самиот роден до кај сме стигнале со самата анимација претходно. Да, значи весело е во секој случај. Ма како не, имам ситуации каде што родителите ме гушкаат, значи ми даваат бакшиши што ја не сум ги замислил, значи страшно е. А вака општо, кој е најубав дел од работата како диџеј за тебе? Кога едно дете ќе дојде ќе те гушне од нигде никаде, значи се залетува и те гушка, ти не очекуваш. Значи тоа е нешто што не се опишува, нема пара тоа што може да ми го даде, така да тоа кога ќе ми се деси знам дека ја сум на правиот пат. Многу често ми се дешава во последно време, особено во кампот каде што сестра ти беше. Значи тоа беше многу интересно и јас така си седам, се собирам и се залетува некој бам у тебе те гушка. Нема причина, не ти ја кажува што сака да ти каже, туку само те гушка и вака стои како здрвено. Многу интересно. Па добро, на тие години тоа им се доживување најбавите вече. Ретко кој може тоа да го направи, дете да го предизвика да го направи тоа. Знаете, има многу аниматори, има многу диџеи, каде што ретко тоа се случува.
За крај кажи ми нешто интересно за тебе. Има ли нешто интересно што децата не знаат? Па јас сум во глобала човек што многу пати треска зелени, тоа го знаат они многу добро. Нешто што не знаат децата е дека многу сакам во последно време да спијам. Особено кога треба да идам негде подалеку од Скопје, ми е многу мачно, бидејќи многу време пуштав музика низ клубовите на македонската сцена и паралелно работев и на родендениве. Во последно време не сакам да спијам, не сакам да возам, а интересно за мене што ќе имаме прилика оваа година да извадиме јас и Тами, дел од нив ја знаат гледачите, Тами е мојата женска, диџејка исто така. И ќе извадиме оваа година на Макфест една многу интересна песна, се надам дека ќе се допадне на сите и дека конечно ќе почнеме со еден new chapter или нов правец на нашите движечки кариери како диџеј или артисти sejedno. Супер, чекаме тоа да се случи. Фала ти што ја прифати поканата, ми беше многу драго. Ти посакувам да продолжиш успешно како и до сега и да се гледаме само за убави работи. Супер, фала ви на поканата, гледајте МРТ1, Бисера, Тинтири Минтири, Вести. Чао, чао. Фала ти.